Предлог закон за бранителите. Предлогот е на Славјанка Петровска, поранешната министерка за одбрана, но го нарекувате политички маневр. Или кукавичко јајце. Добро. Не може да се договорите воопшто со СДСМ? Што е проблемот? Пратеничката Славјанка... Да, не може да седнете. Пратеничката Славјанка е добро информирана од мене лично, додека бевме во истата влада, да, околу проблемите на бранителите и начинот на кој што тие проблеми може да се надминат. И таа лично даваше подршка, но не успеа и таа да го наметне незиниот став во пратеничката група на СДСМ, но верувам дека и кај пратеничката група на СДСМ постоеше расположение да се изгласат потребните измени, но едноставно Дуј не дозволуваше и затоа процедурата воопшто не започна. Дуј не дозволуваше, зошто? Петровска требаше, прво овој дел би сакал да го одговорам за да имате представа за што се работи, бидејќи во јавноста се направи фама за некаков закон за бранители. Ние зборувавме за надминување на еден горлив проблем кој што се провлекува од 20 години, праведно обештетување на се уште необештетени 15 на семејства на загинати и 10 на војни инвалиди. И тоа е се. Тоа е се. Но во првата батерија, во втората батерија планиравме да побараме некои права, макар и символични за сите бранители, и третата, условно речено, батерија на барање беше уствари едно барање, тоа е одликување на некои од македонските бранители кои што во 2001 година направиле дело достојно за одликување од страна на претседателот на државата, односно претседателката Гордана Силјановска Давкова. Но Славјанка Петровска, наместо да даде подршка на овој закон кој што пред изборите влезе во собраниска процедура, ќе ве потсетам дека некаде крајот на ноември Достоинство како иницијатива предложи предлог закон во собранието, бидејќи ние не сме овластен предлагач. ВМРО ДПМН даде подршка на нашата иницијатива, се потпишаа на неа. На тој начин нашата иницијатива стана официјален предлог закон за измена и дополнување на законот за бранители. Да, добро, и влеговте во коалиција. Кога влезе во собрание, влезе во собрание пред изборите во февруари. Добро, и заради тоа влеговте во коалиција. Во пресретни изборите дадоа подршка на тој закон кој што е предлог закон на Достоинство, за кој што Патен Славјанка кажа дека сме го правеле во нејзиниот кабинет, што е ноторно невистина. Да, ја имам информирано, беше запознато, но законот е чедо на Достоинство. Уште од 2008 година во суштина оваа одредба постои и наместо да го предложи истиот закон кој што е во собраниска процедура, бидејќи не ги познавам доволно добро собраниските процедури, не знам дали тој се уште, зборувам за предлогот на Достоинство, е активен предлог закон. Па зашто не прашате? Кого да прашам? Немате кого да прашате во собрание дали е активен? Па нема, не треба да ги знаете процедурите за да знаете што се случува со вашиот предлог. Јас очекував, оваа влада се уште нема направено 100 дена. Гледате дека има многу политички турбуленции, многу посериозни прашања. Го имавме големиот самит на НАТО во Вашингтон. Овие односи и турбуленции Грција, Бугарија. Сеедно е, паралелно мора да се движат сите Билјана, јас сум многу процеси. внимателен, не се согласувам во овој дел со вас. Ние чекавме долго време и за нас неколку месеци немаше да сменат ништо. Мојата намера беше откако ќе се смират минува многу за овие работи немојте да гледате како политичка фигура. Ама јас сум да не бев ова ќе беше заборавено. Билјана, кој ја одржува тема живот 20 години? Сега Славјанка се не калеми на неа. Кој зборува за оваа тема 20 години? Зошто мене ме барате за интервју? Ме разбирате што сакам да кажам? Тоа што сте лидер на Достоинство, токму така, на што е партијата на бранителите. Токму така. Но ќе разговараме. Но видете, Славјанка требаше тој закон да го предложи, бидејќи е добро информирана и истиот тој закон да го реактивира во собраниска процедура, но уште подобра варијанта беше на мала врата, би рекол, тивко, без скревање фама во јавноста, законот да влезеше во собраниска процедура. Јас знам дека сега само од позиција на опозиција ќе дадат подршка на тој закон, бидејќи верувам дека немат против, зборам за предлогот на Достоинство. И на тој начин, тој како и претходните 3 подобрувања на законот за бранители, кој што 3 пати е подобруван досега, ќе поминеше така на мала врата тивко, без скревање прашина, бидејќи се работи за 15 на унестрекени семејства кои што ги изгубили синовите и 10 еве максимум војни инвалиди.
Наместо тоа ние се имаме во јавноста направена на многу негативна енергија и припукување преку грбот на семејствата на загинатите и војните инвалиди. Оваа јавност нам не ни беше потребна, тоа го почитував кај ВМРО ДПМН, бидејќи кога зборував со пратеникот Ковачки, како поранешен припадник на волците, да дадат поддршка на предлогот на достоинство, тој беше јасен. Не ни интересира дневна политика, не сакаме преку грбот на овие кутри луѓе да тераме дневна политика. И ВМРО ДПМН не го експлоатираше во дневна политика тој предлог закон. Вратете се назад, ќе видите дека тој ниту еднаш не е злоупотребен. Ова е класична злоупотреба. Вториот тежок момент е тоа што во овој наш закон Славјанка невешто, се надевам дека не е злонамерно, но се сомневам, ги ставила двете хеликоптерски несреќи, авионската несреќа кај Мостар, Кај што загина председателот Рековски, неговиот кабинет. Диво населје и ставила една општа клаузула сите загинати припадници на македонската полиција армија од 91 до денес. Знаете, тоа е мешање на многу работи. Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили има дефиниција во член 2 што е припадник на безбедносни сили. И во суштина ќе се обидам да парафразирам во интерес на времето најкратко, војник, старешина, полицаец, исто така или полициски старешина, припадник на резервен состав, кои учествувале, организирано учествувале во одбрана на територијалниот на територијалната целовитост, суверенитетот, и така натака, не мора да одиме со дефиниции. Вооружени действија против вооружените екстремистички паравојни групации сметано од 1 јануари 2000 година. Ако некој настрадал, војник, полицаец во 95-та, некој настрадал во 2015-та, тој не ја исполнува оваа дефиниција, се однесува на луѓето кои што беа учесници во вооружените действија во 2001 година. Исклучиво. Да, токму така. Од друга страна, кажете ми вие, хеликоптерска несреќа во Струмица, во која што загинаа неколку добри пилоти, полицајци, мои драги пријатели, каква врска има со овој закон, доколку таа беше искрена во намерата. Иако тие луѓе се обештетени, но ако смета дека сумата која што добиле од осигурувањето и од тужбите против македонска телевизија, бидејќи луѓето, хеликоптерот падна поради удар, најверојатно необележен во репетитор на МРТ, и имат одредено ниво на надомест. Доколку требало да се зголеми, доколку смета, јас сметам дека треба, можела да направи посебен закон за двете хеликоптерски несреќи и за авионската несреќа. Зарем на Дуи или на Вленки сметаше да се обештетат семејствата на луѓе кои што загинале во полициски или армиски действија не поврзани со 2001 година. Сигурно немаше да и смета. Сега таа ги заглави во законот за брнители и на тој начин нив ги лишува од можноста да бидат праведно обештетени до она ниво за кое што јас се залагам, а тоа е нивото на диво населје 70.000 евра. Впрочем, таа направи проблем оному каде што нема. Загинатите, односно семејствата на загинатите припадници на полицијата од диво населје се обештетени со 70.000 евра. Според мене тоа е праведен надомест на нематеријална штета и ние се врзавме за оваа сума и за останатите баравме 70.000 евра. Со тоа што јас никому не му посакувам да го изгуби својот син, на ниедно дете да го изгуби својот татко, на ниедна сопруга да го изгуби својот сопруг за било кои пари на светот. Добро, само не ми објаснивте зошто не седнате, тоа им беше моето прашање, со господјата Петровска, со Славјанка Петровска, да разговарате и да најдете заедничка одлука. Видете, Кој е проблемот? Зошто не комуницирате, зошто не инициирате средба? Со неа имав многу коректни односи. Сега што е проблемот? Наместо да го предложи овој закон во најмала мера, можела да ме побара. Вие што рековте, дека сум претседател на достоинство? Вие зошто не иницииравте средба? Затоа што сметам дека овој закон е злоупотребен за дневна политика и политичка пресметка. Sejedno можете да побарате средба. И што би побарал ја на средбата од Славјанка кога таа направи непоправлива штета на нас бранителите? Може се да се повлече. Не разбирам зошто не може да политички не ве разбирам, што да се повлече. Диалог, овој предлог закон за кој протестирате. Па јас јавно реагирав во неколку наврати. Па добро, но најдобро најдобро е преку политички диалог и дебата да се разрешат проблеми. Знаете дека не сум пратеник, не сум во собранието и не знам каква ќе биде моето влијание врз неа. Се едно какво треба да се обидете.
еве јавно ја повикувам преку вашата емисија, нека го повлече овој предлог во кој што намерно или ненамерно, сакам да верувам дека ненамерно, направи голема штета, ставајќи ги 2 хеликоптерски, една авионска, диво населје и клаузулата од 91 до денес. 5 работи кои што не се спојуваат со законот за бранителите. Добро, незините аргументи се дека треба целосно сите кои ги дале животите за оваа држава да бидат обештетени. Ама тоа се моите аргументи. Јас ја убеди во ова и таа се согласи. Ќе повторам дека таа даваше поддршка. Сум искрен до крај. Да. Дури имавме ситуација со 4 војни инвалиди каде што таа лично притисна со сета сила и избоксува владата да донесе одлука да се стопират тужбите против 4 војни инвалиди, не тужбите, туку извршни решенија со кои што тие со камата враќаа пари, зашто сум и благодарен еве јавно. Ова го кажа во неколку мои јавни настапи. Во најмала рака знае дека јас сум представник на бранителите, репрезент не на сите, на поголем дел од бранителите и можела да се консултира со мене. Од друга страна, мислам Ама и дека вие можете да се консултирате со неа. Една година пред изборите таа излезе со идеја да прави споменик на Карпалак, но повторно на невешт начин. Јас ја разбирам незината идеја, ја поздравувам, но не може така. Таа сакаше со условно кажано на еден начин да го изигра законот, земјиштето на кое што требаше да биде изграден споменикот да биде доделено на Министерството за одбрана, потоа како воен објект Министерството за одбрана да го направи, не може тоа туку така да се изведе. Споменикот не е воен објект, но како и да еве не успеа. Кога јас излегов со еден предлог закон за споменици, за измена на законот за споменици, таа жестоко реагираше и се налути. Во смисло што барам ја да предлагам таков закон. Јас Стојан Чангелов од достоинство, кој што сум учествувал во 2001 година, тешко ранет, 20 години се борам за правата на бранителите. Од тука сметам дека ќе немаше слух и да ја побарав за оваа работа. Добро. И од друга страна, зошто таа брзаше, уште не знам никога самата да рече дека во јули е поднесен овој предлог закон. И да ве потсетам и вас, Славјанка Петровска беше шеф на кабинетот на Оливер Спасовски, кој што беше една од најмокните фигури во владата на Заев и подоцна и во владата на Ковачевски. Во владата на Ковачевски Славјанка беше министер за одбрана, една од најмокните позиции. Ова интервју се сведува на Славјанка Петровска, што не е во ред. Конечно, одговорам на вашите дебата прашања. да направиме, Да одговарате и заради тоа би бил задоволен, еве, најдете медиум на кој што ќе организираме една дебата на која што ќе размениме ставови и мислења. Што се еве и на овој медиум може, но се разбира тоа може повторно да се направи. Сега моето прашање се однесува на македонските бранители. Вие акцентот го ставате на македонските бранители околу предлог законот. Познавате ли вие други бранители? Да. Сега прашањето е заради тоа што конфликтот во 2001 година и рамковниот договор препознаваше, подразбираше дека имало бранење на териториите од две страни, од македонска и албанска страна. И вие бевте согласен дека станува спор. Сериозно го кажувате. Вие многу пати низ овие децении сте кажале дека помирување со албанците мора да има. Токму така и работам активно на тоа. Бранители, да бидам не се бранители, не, албанските вооружени и екстремистички паравојни групации. Да, кои беа дел од законот за амнестија. Така. И рамковниот договор токму во тоа име и беше донесен. Сега, моето прашање е, зошто, ако навистина сакате помирување, не би ги вклучиле и вооружените припадници на ООН? Меѓународното право признава вооружен бунт само доколку условите на живот се неподносливи. Јас ќе ве прашам дали во 2001 година албанците живеат толку неподносливо да мора со оружје да се кренат. Од друга страна, вашите гледачи. Бунтот бил доказ. Поголем доказ. Не е точно. Поголем доказ бил рамковниот договор. Тоа беше добро осмислена вака сега. Тоа е добро осмислен напад врз државата. Е законот за амнестија. Форет. Значи вие не мора да ги признавате, но законски каде во законот за амнестија се амнестират вооружени екстремисти? Но тие се дел
од рамковниот кој ги добиле подоцна правата и законот за амнистија. Тоа се подразбира. истите оние убици и разбойници според Џорџ Робесон, генералниот секретар на НАТО, но зарем не? подоцна Тоа се беше истите... преквалификувана нивната борба за И ќе ви права. кажам кога. Добро. Тоа се истите оние кои што во комуникето број 4, во неколку други комуникеа, го повикаа славо македонскиот окупатор, мислејќи притоа на македонската полиција, да се повлече од вековните албански огништа. Но има ли во Тетовско. ли рамковен договор во Имаме, Македонија? се разбира. Го признавате ли рамковниот Да, договор? тоа е значи сурова дека- реалност. Так. Тоа значи дека ги признавате и тие оружени сили кои ги нарекувате разбойници и така Не, ја натаму. Џорџ Робесон ги нарече, јас ги нарекувам Да, онака на како што ги почетоците. нарекува На законот. почетоците од Припадници на меѓународната вооружени заедница. екстремистички Да. паравојни групации, така Кои ги нарекува добија, кои законот. влегоа подоцна, влегоа и во уставот, влегоа и во владата. За жал, да, 20 и во собранието. Па не сега велите дека зашто за жал? Велите дека го признавате рамковниот договор. Да, но Што е жал ние како за достоинство жал? покренавме на референдумска иницијатива со 4 прашања, каде што едно од прашањата требаше да биде дали сте за или против ветераните од ДУЧК да извршуваат јавни функции. Според мене доволно беше амнестијата, а не да му дозволиме да ни влегуваат во собрание и во влада. Но тие Тоа е се одамна апсурд. влезани, тие Така. луѓе. Но ја Станаа мојот дел од став не го менувам во ред. елити, Но од видете, јас со некој од нив естаблишмент. пијам кафе, Вие работам сега- на помирување. Да, Но мојот став сте е биле во непроменет. коалиција со ДУИ. И сега верувам дека има некои И ветерани од сега ДУЧК и во имате оваа коалиција, но коалиција. мојот став е непроменет. Ме разбирате ли? Зашто не И излезете ние како воопшто достоинство, да одбиете да бидете дел од владата? затоа што суровата реалност налага во секоја влада да има и ветерани од ДУЧК, како што има и во ВЛЕН, или луѓе кои што на друг начин И давале вие сте поддршка. се согласиле да бидете дел од Така, таква но влада. никогаш нема да се согласиме, сега зборувам во име на сите македонски Ама со тоа бранители. ги признавате, кога влегувате во влада, признавате дека тие се дел од политичкиот естаблишмент во кој сте дел и Но вие. јас не сум тој кој што признава, имаме избори. Граѓаните на избори бираат, потоа собранието именува. Така што ја не треба некого да признавам. Но ние, македонските Треба да бранители, признаете и го ги нема признавате да со тоа што дозволиме. сте дел од владата. Ние, македонските Ова е бранители, само демагогија за во име на македонските бранители. Да, ова е вашето демагогија обично. Билјана, ако за вас е демагогија, окей, ја да дозволите ставо да го кажам. да, Ние, македонските бранители, никогаш нема да дозволиме да бидеме израмнети со оние кои што нападнаа нашата држава и ги убиваа нашите браќа по оружје. Нема да дозволиме да добијат било какви права од нашата Добија преку држава. рамковниот договор. Се извинувам. Како нема да дозволите но по друг основ, не по основ на учество во 2001 година. Има драстична разлика. Било какво право за УЧК, макар и символично, ќе значи давање легитимитет на нивната борба, која што беше борба за територија. Легитимитетот е даден со рамковниот договор и со дека влезот не во можат, влада. кога видоа дека не можат да отцепат ниту педа македонска земја, тоа многу брзо го видоа. Тогаш ја сменија реториката, ова одговори на вашето претходно прашање. Тогаш почнаа да зборуваат за права, прво зборуваа за територија, да се повлечеме од нивната територија. Потоа кога видоа дека сме сериозни, кога извадивме борбени хеликоптери, тенкови, цела артилерија, специјални единици, тогаш сватија дека нема шега и почнаа да зборуваат за права. Се повлекоа по планините и нивниот голем план, мислејќи дека при тоа лесно ќе отцепат македонска територија, пропадна. Тоа не го дозволивме, нема ни да го дозволиме. Добро. Што ќе се случи? Сега повторно да ве прашам, постои рамковен договор, вие рековте дека е сурова реалност, дека сте принудени да го почитувате. Што ќе се случи ако сепак влезат во закон за бранители? Тоа е невозможно, нема да се случи. Може ли тука да објасните зошто е невозможно? Што ќе сторите вие? Јас сум сигурен дека ветераните од ДУЧК нема никогаш да влезат во никаков закон, не во законот за бранителите, со кој што ќе биде даден легитимитет на нивната борба. Тоа ниту една политичка сила од македонскиот блок нема да го дозволи. Впрочем, ќе ве потсетам, дури и во времето на СДСМ дефинициите во законот за бранители останаа исти. Добро. Односно, ние во 2001 година ја браневме државата, има одбрана, јас ја скратив дефиницијата во интерес на времето, од нападот на вооружените екстремистички паравојни групации.
така што Законот за бранители дава јасна дефиниција кој ја нападна државата и која беше неговата намера, а тоа беше загрозување односно на територијалниот интегритет, суверенитет, уставни вредности и така натака. Можам да ви ја прочитам целата дефиниција, но ќе ни одземе. Не мора Еве да ги читате дефинициите кои не значат ништо. Спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија. Што ќе се случи ако Вреди се заканува со излегување од владата? Вреди нема да излезе. Каде да излезе? Од владата? Добро. Поради што би излегле Вреди од владата? Ве прашувам. Законот за Това се бранители политички блефови. е проблематичен. Нема Вреди никаде да излезе. Па каде ќе отиде? А Во вие би излегле опозиција? од владата? Не, јас сум Значи, коалиционен вие партнер велите, на ВМРО ниту ДПМН. тие би излегле, ниту Па зошто вие, токму така, ниту да. вие, ниту тие. Законот за бранители ќе помине, иако за жал ова никаква би рекол форма во овој момент е во игра. Ако одев со повик да се сега актуализира предлог законот на достоинство, повторно ќе направам дополнителна политичка штета, ќе излезе како политички маневр да и го избегнеме законот на Славјанка и од тие причини оставам да видам што ќе се случи во собранието. Но подготвен сум јавно да одговорам на секое прашање. Добро. Што значи тоа дека легитимитетот на нивната борба велите дека не го признавате, односно немаат? Го знаете концептот на легитимитет. Легитимитет во случајов нивната борба е рамковниот договор и внесувањето на рамковниот во Уставот. Може вака по емисијата да го најдете комуникето број 4 го има на Google и да го ставите како составен дел во ова мој интервју да го прочитате Не, како јас гласи. друго ве прашав И сега. уште еднаш ќе се повикам на законот кој што убаво ги дефинирал подучество во одбрана на независноста, територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија и така натака. Не, Значи, сега, за друго самиот ве прашав. закон, Нивната борба се работи за албанците. нивната борба законот вика дека се бореле да ја загрозат независноста, територијалниот интегритет и суверенитет на Република И Македонија. легитимитетот за кој говорите е токму рамковниот договор. Знаете што значи зборот Рамковниот легитимитет. договор е изнудено решение и самите Но тоа тоа го е знаете. легитимитетот на кој вие се повикувате Тоа- дека не постои. тогаш би рекол, А тоа е. не. И уставот. Ако веќе навлегувате во Каков легитимитет друг зборувате барате? вие, нема во тоа никаков легитимитет, тоа е изнудено решение. Се какво решение е. Знаете дека беше Легитимитетот- изнудено во Арачиново акцијата Се беше едно, зборот прекината, имавме легитимитет- сериозни закани од Господине меѓународните. Стојанче Ангелов, зборот легитимитет, кој велите дека не постои, значи на нивната борба легитимитетот е уставот, како Дозволете, највисок еве, правен акт. Дозволете да има мој став. Не се Не, согласувам нема со вас. став. Да, вашиот став нема врска со Тоа вие фактите. тврдете. Добро. Мојот став кој што нема врска со фактите зборува дека борбата на УЧК беше за отцепување на територија, а не за човекови права. На луѓе кои што се обидуваат да отцепат дел од македонската територија и ние да ја даваме некакви права. Е Да, апсурд. дадени се правата во уставот. Тоа ви се обидувам да Не, ви зборувам објаснам. сега за борците, зборуваме за ветераните од борците УЧК. говориме. За Што се борците. дадени права во уставот, ви молам? Преку рамковниот договор за правата. Вие зборувате таму за колективни права. Да, се разбира. Тие нивни индивидуални права. Па тие не права ќе ги пара. добие и без војна. Лјупчо Ѓоргиевски, Арвен Джафери почнаа добро да работат. Да не се Ќе ги враќаме. добија за 1-2 години. Што би било кога би било, фактите велат дека се сменати законите, смената е уставот на кој вие се повикувате дека не постои легитимитет. Тоа е тој легитимитет за кој говориме. Оставете да размислувам различно од вас. Јас зборувам Се за разбира. легитимитет на непосредните учесници од страна на УЧК. Вие зборувате за колективен легитимитет, но и тоа го Тоа спорам. не беа нивни индивидуални Беше барања. изнудено лични. решение. На македонскиот блок тоа никој пат немаше да го прифати, да не беше силниот притисок, би додал и закана И меѓународната дел од заедница. меѓународната заедница. Но тоа се случи. Беше прифатено и кажавте дека сте помирени, односно и постои помирување. Со тие луѓе, и на оваа тема ја многу пати зборувано, Да. ние живееме заедно овде, ние треба да гледаме во иднината. Да.
Но јас јасно кажувам за минатото, никош нема да се договориме, бидејќи имаме Различни драстично различни, или би рекол диаметрално спротивни ставови, иако зборувате со некој кој што бил во УЧК подолго време, прашајте го искрено да ви каже, ќе ви каже дека се бореле за територија. Добро, на крај сме на овој разговор. Благодарам што бевте гости. Благодарам.